ја изразувам жалење за делот во кој што имаме некои делови на градот кај што имаме поплавени граѓани и некои оштетувања. Како што најави градоначалникот, јас од аспект на директор на комуналното предпријатие бевме присутни на терен и во двата дена помагавме во период колку што не ви дозволуват и нашите можности и ресурси. Денес се прави исто така една голема акција низ градот Струмица и дел од населените места, каде што критичните точки се прочистуваат и дополнително се проверуваат да бидат профункционални и функционални, бидејќи, како што рече градоначалникот, не очекува во наредниот период исто така неколку дена врнежди. Во делот на улица Младинска, кај што имаме и најголем проблем, го најави градоначалникот, денес екипите и нашите инженери се излезени на терен веќе, ги презимаат сите активности во делот на осознавање на проблемот, односно и на сите точки, висински разлики и нивелација, за да во кратко време биде изработен проектот за санација и поставување на нова атмосферска канализација и целокупна реконструкција, односно на овој дел од улицата. Тоа е делот на пресекот со Борис Попдимитров до пресекот со каналот Крушевска република. Така да во најскоро можно време ќе бидеме сите ангажирани во делот на проектирањето, но и во изvedбата. Веќе градоначалникот тоа го најави и сметам дека во овој временски период што следува пред нас и тоа ќе биде реализирано и на тој начин мислам дека граѓаните на овој потек од улица на дел од улица Младинска ќе бидат, мислам, на некој начин да биде растеретен целиот тој дел, за да едноставно бидат веќе релаксирани, како да кажеме, и ослободени од притисокот дека при секој врнеж може да се случи поплава во нивниот дом. Во делот на другите активности, комуналец продолжи и понатаму во делот на прочистување на каналите околу градот и во градот во кој што имаме надлежност. Повторно апел, исто како што рече и градоначалникот, да не се повторувам, дел да не се узурпира, да не се фрла посебно ѓубре во делот на оние одводни канали кои што ги имаме, кои што и дополнително ни предизвикуваат проблем во текот на одводнувањето, особено во вакви кратки, но доста обилни врнежи, кои што за краток временски период наврнува огромна количина и во тој период и самата канализација во одреден временски краток тајминг не може сето таа количина на вода да ја прими. Бидејќи после известно време канализацијата профункционирала, ја повлечува на вода, но на оние неколку места кои што рековме како критични, ќе се изнајдат решение, односно веќе се работи на решението да се тоа санира. Така да, тоа е кое што сметам дека треба да го имаме во предвид и во текот на наредните денови граѓаните сепак на некој начин да извршат подготовки, да кажеме, во делот на своите домови кои што можеби да представуваат исто така во ризичните точки, сепак превентивно да преземат одредени мерки, бидејќи нели како најавите што се очекуваат неколку денови врнежи, да не дојдеме до истата ситуација. Ние ќе бидеме секој на терен, ние ќе бидеме со граѓаните за да им помогнеме во делот во кој што можеме да им помогнеме и сметам дека ќе да идеме на разбирање од нивна страна.